Почитуван председавач на комисијата, колешки колеги, пратеници, заменик министер, денес дебатираме по однос на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи по скратена постапка, фактички со европско знаме, отколку пропадна обидот во месец април да дојде на Комисија за труд и социјална политика и таму да се дебатира, еве овде на Комисија за европски прашања да расправаме по овој предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи. На првата страна материјалот кој што е доставен од Влада на Република Македонија до пратениците стои една реченица дека овој закон произлегува од националната програма за усвојување на правото на Европската Унија. Си земав за право да проверам, да видам. Последните неколку страници стои изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија со кореспондентна табела. За жал, како што може да се види, табелата е празна. Тоа значи дека обидот да се представи овој предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, дека има некаква си корелација или врска со законодавството на Европската Унија, паѓа во вода. Евроамбасадорот Гир исто така даде свое видување во кое што признава само европски стандарди и норми, а овој пат кој што го имаме, кој што ни е овозможено да дебатираме по однос на предлог на закон, секој пат по некоја си скратена постапка важи секогаш кога треба македонското законодавство да кореспондира со европското, односно да се направи усогласување, што во овој случај не е така. Исто така, гледајќи го предлог законското решение, стои дека имајќи предвид дека индикативните карти на трансевропската транспортна мрежа се проширија и до Република Македонија во образложението зошто ова законско решение, кое што претходно група пратеници го имаше доставено до собранието, а сега владата на Република Македонија, кај мене се отворија повеќе прашања, бидејќи станува збор за една огромна манипулација за фактички каков систем на општествено уредување е овој во кој што ние денес живееме, дали се работи за анархизам, автократија, тоталитаризам, демократија, република, во однос на системите врз основа на право на глас. Таму постои една дефиниција, некој спомна робовладетелство, робовладетелско уредување, каде што е првиот облик на општествено уредување класно, во кое што се темели на приватната собственост и на присилна работа. Во овој случај, гледајќи го ова, а фактички немајќи никаков пристап, пред се ние како пратеници не го видовме договорот, а постојано на дел од пратениците им се полни устите од владеачкото мнозинство дека ги штитат работничките права, јас поставувам прашање кој овде меѓу нас го има погледнато договорот, односно дали некој од нас има воопште било каков пристап до договорот склучен помеѓу Република Македонија и дотичната компанија. Исто така, она што ми остави впечаток, со кој што направив една консултација со Фелата, бидејќи Република Македонија има големо искуство во делот на градежната оператива, поради природата на дејноста, односно работите и задачите при работи од стратешко значење, односно национално значење, утврдени со закон, оваа измена е воведена со цел непречено извршување на истата во законски предвидените рокови. Исто така, ова најде на големо негодување кај Фелата, за тоа што секој пат кога македонска градежна компанија склучува договор за да гради нешто, си има определени рокови во кои што тие рокови треба да се испочитуваат, а не се уште не започната градбата,
ние зборуваме за милионски суми на пари кои што се исплатија на дотичната компанија. Милионски суми. Самиот проект во стартна основа, без никаков проект, е вреден 1,3 милиарди евра. Се работи за народни пари. Треба да се градат автопатишта. Но што е толку таинствено ако се градат тие автопатишта, за да ние овде, пратениците, не можеме да го погледнеме тој договор и да го видиме? Затоа денеска дебатата се сведува на неколку члена, тоа се 5 члена во предлог законот за изменување и дополнување на законот за работните односи. Во членот 1, во членот 110 по став 3 се додава нов став. Став 4 кој гласи: Министерот за финансии во согласност со Министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот и местото на исплата на платата на работници кои работат на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон. И јас овде, за мене неприфатливо, Министерот за финансии, Министерот за труд и социјална политика да добијат такви ингеренции фактички кои што ги издвојува од останатите и да можат со ние сите други вработени работници земаме плата по однос на закон, а овде да се регулира тоа со некакви си подзаконски акти. Дали со ова не се дава преголема моќ на двајца министри? Во овој случај тоа е Бесими и министерката Тренчевска. Овде е заменикот министер. За жал министерката овде не е присутна, меѓутоа по изгласувањето на ова тие ќе бидат во една подруга положба во однос на сите други. Член 2. По членот 117 се додава нов член 117а кој гласи: по исклучок од член 117 ставови 1, 2 и 7 од овој закон, за работа на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон, а заради потребата од континуитет во работата, прекувремената работа може да трае подолго од 8 часа неделно и 190 часа годишно по претходна дадена писмена согласност од страна на работникот. Што треба да значи тоа? Тоа треба да значи дека имаме подпишување на некаков договор и потоа наместо довидување работникот треба да рече збогум, бидејќи во наредните 5 години тој ќе биде под целосна контрола на компанијата. Работата над 40 часа неделно се смета и плаќа како прекувремена работа со задолжително почитување на одредбите. Дали ова само има почеток, а нема крај? На каков начин со ова ќе бидат заштитени работниците? И затоа е таа огромна реакција од сите синдикати во кои што со неверување прашуваат каква е оваа заштита и каде се враќаме ние 100 години назад. Колку часа треба да изнесува една работна недела во Република Македонија, посебно во сектор какво што е градежништвото. А само пред неколку месеци власта се фалеше со недела неработен ден и како ете се грижи и ги штити сите права на работниците, вклучително и на градежните работници. Она што во разговорот со фелата, значи со градежништвото, за да можам да привршам со мојот говор денес, ги прашав како тие функционираат, каков е нивниот начин на функционирање. Одговорот беше: почитуван пратеник, ние имаме сменско работење. Во моментот кога имаме договор да извршиме работа, правиме се да го испичитуваме тој договор. Имаме сменско работење во кој што работниците ги уживаат сите права, почитувајќи ги законите на Република Македонија. Тоа беше нивниот одговор. Немојте да правите паралелен систем. Паралелниот систем значи дека на територијата на Република Македонија за сите нас 99,99 ќе важи еден закон, едно законско решение, а за остатокот само и само да се исполни некој договор, ќе важи нешто друго, ќе важат подзаконски акти во кои што фактички
конкуренцијата ќе биде сведена, нема да постои, ќе има еден монопол. Никој, апсолутно никој не смее да биде над законите. Ви благодарам.